Јас сум Сашо Кукаланов, дипломиран новинар, а во романот Ние сме лудаци сум детектив за изгубени предмети. Ја уште кога го пишував романот бев свесен дека насловот прво ќе провоцира внимание, второ дека првата асоциација кај македонската публика ќе биде на позната изјава на еден поранешен министер за финансии. Оние кои се бават со литература малку повеќе отколку со политика знаат дека тоа е најпознатиот цитат од книгата Алиса во земјата на чудата. Таму има, така и почнува романот Ние сме лудаци со цитат од Алиса во земјата на чудата, кој не е беззначаен и за книгата, ако сакате, и за македонската стварност. Извираат од македонското секојдневие, овие лудаци за кои што зборува романот Ние сме лудаци, меѓутоа сепак се фикција, иако во контекстот, во фикцијската стварност на романот се налепени, многу се фрлени, да речам, многу вистински парчиња од македонската денешнина. Ако сакате да се врземе со онаа асоциација и со онаа изјава на поранешниот министер дека ние сме лудаци, јас на тоа гледам како прв чекор кон излегување од лудилото. Заминувањето на Никола Младенов остава една голема празнина, бидејќи Младенов беше еден од оние кои се бавеа со сатира и во рамките на Фокус. Фокус имаше еден добар дел кој беше политичка сатира, онака баш жестока политичка сатира. И така се роди Коза Ностра као дел од Фокус. Најмал проблем е да се дојде до материјал за сатира во едно општество како што е македонското. Најголем проблем е да се направи дистинкција меѓу тоа што е сатира и тоа што не е сатира. Ние сериозните вести ги имавме како и се уште ги имаме како најсериозна конкуренција за сатира. Затоа што веќе се е претворено во мајтапење со здравиот разум на гледачот, на читателот и на граѓанинот. Така што не знаете кој повеќе се мајтапи. Дали ние што сме се декларирале дека од стварноста ја пресликуваме во огледало и правиме некакви паравести, или вистинските случувања, вистинските вести кои многу наликуваат на паравести. Така што се случуваше ние да речеме некое соопштение на политичка партија да го објавиме во целост, без да смениме ниту запирка, и под него луѓето пишуваат коментари: ова е добра за фрканција, а лалдави како ви текна. Така што ние и кога враќавме на коментарите дека не ни текнало, дека тоа комплетно е пренесено, не ни веруваа луѓето. Имаше ситуации кога вести на Коза Ностра беа преземани од други медиуми како сериозни, така што генерално најголемиот и извор, ама истовремено и контрапункт на сатирата е стварност.